Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата од своја страна која се емитува на телевизија Сонце. На мој и ваше огромно задоволство, денес во студиото на телевизија Сонце се дружиме со Бојана Атанасовска-Скендеровски, а наша позната попеачка и ТВ водителка. Велам добри дојде токму за неа. Бојана, добри дојде, ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од емисијата од своја страна и дел од студиото на телевизија Сонце. Добро ве најдов, Вики, многу ми е драго што ме поканивте. Одамно не сум била во телевизија Сонце. Се надевам дека ќе имаме пријатен разговор и сето тоа ќе биде интересно за гледачите на телевизија Сонце. Така, со оглед дека и периодов ти си малку повеќе интересна за јавноста, со она што се случува кај тебе, се надевам дека ќе им го привлечеме вниманието. Попеачка, ТВ водителка и што ли уште не, каде најмногу се пронајде Бојана? Па, често пати ми го поставуваат ова прашање, иако јас знам да одговорам дека навистина ги сакам и двете професии, иако се многу блиски, се работи за јавни професии, пред камера си, имаш постојано контакт со публиката. Не би можела да го поделам, значи не би можела да кажам што повеќе сакам, што повеќе ми се допаѓа, што повеќе ме привлекува. Водителството е исто моја голема љубов. Искрено јас своите почетоци на телевизија ги направи во водителството и тоа беше многу одамна, тогаш Вики не си била ни родена. Тоа е некаде во 90-тите, имаше детски емисии на тогашната телевизија А1, Кралство на игрите и така натаму. Тогаш почнаа моите почетоци, тогаш застанав прв пат пред камера. Пењето дојде малку подоцна, иако од секогаш сум го сакала, секогаш сум сонувала да застанам на сцена и да пеам, кога бев многу мала. Од кого љубовта кон песната и кон музиката? Ке те прекинам. Талентот го влечам од својата баба, таа, иако никогаш професионално не се занимавала со музика, но често била дел од некои хорови, често на домашните веселби дома таа беше главната која што пееше, која што сакаше да ги забавува гостите кои што не се на нашите прослави. Инаку никој друг во мојата фамилија не се занимава со ваква слична професија, јас бев првата. Мојот прв талент од музиката го открија уште во градинка. Јас многу убаво ги паметам своите детски денови во градинка, многу повеќе отколку например во средно или во основно училиште. Тогаш мојата учителка Маре, кога имав 3 години, им кажа на моите родители: "Вашето дете е талентирано и сега ние ќе правиме представа, приредба, во која што таа ќе пее со Драган Мијалковски." Замислете, во тоа време Драган Мијалковски беше огромна звезда, сите ги пеа неговите песни, а јас имав само 3 години и требаше да пеам со него. Кога гледам својата керкичка која што сега има 3 години, замислете да застане на сцена со некој толку популарен. Така да не би можела да ги поделам тие две нешта. Толку се блиску, а толку можеби се различни, и кога би можела да ги правам двете одеднаш, например да направам некое шоу во кое што би пеела и би водела и се би правела, така, тоа веројатно би ме задоволило најмногу. Тоа е нештото кое највеќе би те исполнувала. Така е. И сега, Бојана, важиш за една од поуспешните жени кај нас, со сите обврски кои што си ги носи и семејството, нели, обврските околу твоите дечиња, Искра и Ѓорги, кои се навистина многу мали. Меѓутоа, од друга страна си доста успешна во работата, во кариерата. Моето прашање е: каде го наоѓаш балансот како една успешна жена и мајка? Па, балансот веројатно не го барам, него сам си доаѓа, затоа што сакам да бидам секаде да бидам успешна. Има моменти кога навистина ми е многу напорно, има моменти кога си велам: леле, од нешто морам да кренам раце, но желбата да бидам жена со која што ќе се гордеат, односно мајка со која што ќе се гордеат моите деца, е многу посилна. Веројатно добрата организација си го прави своето. Кога ми треба време за себе, го наоѓам. И тоа е многу здраво за секој. За секоја жена, веројатно, која што ги поминува истите нешта кои што ги поминувам и јас. Кој што ги има истите обврски кои што ги имам и јас. А многу често младите жени, мајките треба да бидат и успешни, треба да бидат и професионалци, треба да бидат и сопруги, имаат многу задачи. И да знаат дека тука не завршува, нели?
нивната Така кариера е. или нивната Така е. определба што ќе работиш. Така да никако, веројатно со добра организација, со многу труд и со многу волја го постигнувам сето тоа. Не дека не грешам, некаде патем. Веројатно јас си правам некои своји помали грешки, но учам од нив. Не дека не ми е тешко, не дека нема моменти кога сакам да се завртам и да кажам леле веќе не се издржувам, многу е напорно кога ќе имам време да успеам 5 часа во континуитет преку ноќта, но кога ќе се завртам позади себе, кога ќе видам се она што го правам и кога ќе видам своите деца и топлиот дом и она се што се случува внатре, Сакаш дека вреди. да, велам вреди. Вреди секој труд, секој напор, секоја непроспиена ноќ, секое брзање, секој притисок во целата оваа приказна која што за мене барем мислам дека е успешна, вреди. Така, разликата меѓу твоите дечиња е многу мала. Многу. Кажи ми, те промени ли мајчинствата? Многу. Дефинитивно извади некоја друга верзија од мене, подобра верзија од мене. Јас мислам дека станав уште подобар човек, затоа што кога сте мајка и кога станувате мајка, од тој даден момент вие сте и најсилната и најповредливата личност на светот, затоа што во рацете го држите своето дете кое што е за вас најголемата слабост, но во себе мора да најдете сила за да го заштитите и да го воспитувате и растете и созревате. Ме промени многу на подобро и мислам дека тоа е најубавата работа и најголемата улога што можеше животот да ми ја подари. Се родија многу набрзо, веројатно нема време да размислувам многу дали сум спремна на тие одлуки нели животни. Така. Но мислам дека со тоа што постојат ми се причина многу повеќе да бидам подобра и поуспешна во се што правам во животот. Така, на крајот од денот децата се тие кои што те прават и побогата и поуспешна Така е. секако. По подолга пауза од нели нашата музичка естрада, доаѓаш со нешто сосема ново. Точно. Кажи ми колку време се работеше на твојата круна. Нашите гледачи веќе знаат што се крие позади круна, тоа е твојата нова нели песна со тој наслов. Зошто баш тој наслов еве? Зошто баш круна? Па, интересно дека кога ја направивме песната со Николче Мицевски, зборувам како музика, нели немавме текст. Првиот збор кој што ми падна на памет, како да се вика песната, беше Круна. Круна веројатно асоцира на женственост, на нешто што припаѓа на жените, барем од мојот аспект. Знаев дека сакам да биде песна во која што ќе ги славам жените, во која што ќе им дадам некоја поддршка за сето она што го прават низ животот и за целиот оној товар кој што мора да го носат низ животот. Круна треба да биде приказна за секоја обична жена која што е и мајка, која што е и професионалец, која што е и сопруга, и домаќинка и се она што животот ти го наметнува како улога. И мислам дека 2020 како една чудна година за сите нас, така е. Сакав да заврши убаво и затоа заслужува да носи таков таа песна грандиозен наслов Круна. Сара Пројковска ма прочита мојата идеја, мојата приказна. Можеби не е толку многу лична приказна колку што е приказна во која што би се пронашла секоја жена. Таа направи еден преубав текст кој што повеќе ми беше поезија отколку обичен текст за песна. И можеби на почетокот нема одма да се лепите нели на текстот, сите ние прво слушаме музиката, тактот. Така, дали ќе како движи, нели? заинтересира, така. А текстот подоцна го откривате и сваќате дека е уште толку поубава, нели самата песна. Така, токму сега во овој момент ќе ја представиме и пред нашите гледачи, предлагам да ја слушнеме Круна. Срце носи грст спомени, тајни сладки
виден цвета. Круна јасна себе носам, со шелби накитена. Бисер солзи гердан носам, мирис на среќа во коса. Колку време тлееш идејата за нова песна која што ќе те врати назад на музичката естрада? Доста долго. 2015 беше моето последно појавување на музички план на фестивалот Макфест. Така, два пати си победник на Макфест и тоа ќе го споменеме. Да, тоа беше моето последно појавување на Макфест, каде што го освоив првата награда. И некако од тогаш почна промените на приватен план. Неколку години нели бев бремена, мало бебенце и така натаму, и искрено немав ни многу време да се посветам на бирање нова песна. Иако постојано бев во потрага на добра нова песна. Чув неколку демоа кои што ми ги нудеа и композитори и помалку познати, но во ниедна од тие песни веројатно не се пронајдов себе си, иако тоа беа убави песни. Со Николче Мицевски некои 2-3 години разговаравме дека треба да се направи нова песна, дека би требало да направиме некоја соработка. Тој работеше веќе со Next Time, Каролина Гочева и со многу други добри пејачи, Ѓоко Таневски, и некако веројатно беше и тој презафатен, но јас постојано му велев мора да извадиме нешто, мора да направиме нешто заеднички. И заборавив дека веќе сум нарачала песна. Се доаѓа тогаш кога треба да се случи, јас така велам во животот. Веројатно, да, никогаш не се планираат по редослед нештата. Тој ми се јави и вели имам песна која што дефинитивно е за тебе. Мислам дека тоа си ти, и да, тоа беше мојата песна која што ми се случи да ми се допаѓа од прва, затоа што знаете, барем за мене лично, јас ако нешто не ми се допаѓа на прва, дури кога одам во најобичен шопинг, ако нешто ми се допаѓа од прва, го купувам, а да разгледам, пак ќе се вратам на тоа што ми се допаднало од прва. Така да таа песна веројатно си стоеше тука и требаше да се случи, и веројатно требаше да се случи баш во можеби најчудната година за сите нас. Велат зошто баш 2020 е одбра за вадење нова песна. Мислам, се е катастрофа, особено во нашава. Да ја разубавиме на крај. Така е, да ја крунисаме со нешто убаво и да биде некој предвесник за она што веројатно треба да следи. За она новото што ќе треба да следи. Во 2021, да. Така е. Тебе водителка и пејачка, кажи ми, пошто луѓето повеќе те паметат? Пошто повеќе те препознаваат? Па, збунети се понекогаш, веројатно последниве 5 години затоа што интензивно работев на својот проект Улица Македонија. Така ќе го споменеме него. Долго време го работев некако интензивно, а музиката беше на страна. Луѓето, поновите генерации кои што можеби не ме паметат од музиката, ме знаеа по водителството. Водителката, таа е. Оние генерации кои што растеа со мојата музика во убавите времиња на македонската музика, тие ме паметат по тие песни кои што... Еве, јас по дилема. Така е, по тој огромен хит. И веројатно веќе се навикнаа да велат, да, ова е водителка и пејачка. Водителката што пее. Да, водителката што пее, па и не е така лошо, зашто? Одлично. Се во едно. Така. Бојана, кажи ми, го споменавме твојот проект Улица Македонија, што се случува со него? Па тој си стои на стендбај, оваа година свесно не го продолжи. Долго траеше тој твој проект? Па некои 4-5 години постоеше, да, како Isпродефилира многу гости, многу колеги гости, твои. Многу ми беше задоволство да го работам, затоа што навистина некако имав многу повеќе време да се дружам со моите колеги, па и не само колеги, луѓето од јавниот свет. Запознав многу прекрасни личности. Нивните приказни беа толку интересни, имаше толку убави моменти на музика, на дружба, на пеење, така да тој проект не си го оставам. Оваа година свесно го паузирам затоа што короната навистина не спречи во тоа. Тоа е проект во кој што треба да циркулираат многу луѓе, многу голема екипа, бенд и така натаму, и решивме дека можеби е побезбедно оваа година да го паузираме. Наредна година веројатно ќе биде малку видоизменет, можеби ќе имам и колега водител, кој на моје огромно задоволство, затоа што се поубаво се работи со повеќе луѓе, тимски.
И се надевам дека ќе продолжиме со исти елан и ќе можеме да слушнеме убави приказни од сите наши популарни личности. Навистина ми недостасува. Така, на сите ни недостасува нешто свежо и нешто што оставило веќе трак и што ни е задоволство да го гледаме. Точно, Со точно. сите тие нели гости. Мајка и жена која што успешно се носи со професијата, со кариерата, еве во време на пандемија, кажи ми колку ве промени пандемијата, нели, во сите оние обврски, како влијаеше COVID-19 во вашето секојдневие? Па, не промени веројатно како што ги промени и сите. Некако се најдовме неспремни, нели? Не фати некако на препад целата пандемија и искрено бевме и многу исплашени, збунети. Не знаевме, прво мислевме дека пократко ќе трае, па потоа веќе свативме дека ова дефинитивно ќе потрае и моравме да се прилагодуваме на новите услови. Со две мали дечиња во период на пандемија кога имаше карантини, е навистина многу забавно, затоа што треба да бидеш креативен, треба да бидеш постојано мултитаскинг, да размислуваш на повеќе нешта, нив концентрацијата им е дури 2,5 минути, значи ти постојано треба да смислуваш нови идеи. Со пандемија свативме дека луѓето се навикнуваат буквално на се. Нема нешто на кое што Дека човечкото... сме немоќни, не можеме да го промениме и Така е. тоа е. И мора да се прилагодиме и да чекаме подобро време. Бевме предпазливи, чекавме да се веројатно да се сменат нештата и многу ме радува тоа што со новите некои податоци што се случуваат во последно време и со веројатно со вакцинава ќе се смени сето ова и ќе можеме да се вратиме на нашиот нормален живот. Така, што се случува со Скендеровски продукција, со сите тие планови, сите тие ангажмани таму, ќе откриеме еве и за тоа? Па продукцијата си работи со малку намален интензитет заради целата ситуација, но си работи. Веројатно од следната сезона ќе се снимаат многу повеќе телевизиски проекти, затоа што тие ни се баш онака љубов. Сето она што си го работевме и претходно се продолжи понатаму, се разбира под нови услови. Ние сме продукција која што навистина сакаме да поддржиме македонската продукција, да се снимаат повеќе и серии, и телевизиски работи, и музички проекти, и се надевам дека со текот на времето релативно сме нови, или постоиме 3-4 години, но навистина поминаа многу нешта низ нашето студио. Се надевам дека ќе оставаме уште повеќе простор за македонска продукција и за вадење на нови убави проекти. Така, со сите тие активности и со сите тие промени кај тебе на приватен план, се чувствува ли Бојана на крајот од денот среќна и исполнета? Многу. Иако сум дефинитивно уморна, зборувам физички, истоштена понекогаш, но јас сум среќна и задоволна од сето она што го правам. Не би можела да се замислам себе си да седам на едно место, не би можела да се замислам себе си да работам само една работа. Да не си бик во хороскоп? Не сум, водолија сум. Водолија сум. Навистина сум среќна што денеска денот кога ќе размислам со колку луѓе сум се видела, каде се не сум била, колку работи сум направила, задоволна сум. И не би можела, искрено не би можела да си го замислам поинаку мојот биоритам и мојот живот. Така, при самиот крај, јас сакам да упатиме една порака, посебно до нашите гледачки, Добро. до сите оние жени кои што се чувствуваат можеби растргнати помеѓу обврските во работата и обврските нели во домот и во семејството, која ќе биде пораката еве од една жена која што успешно, јас велам успешно се носи со сево наоколу неа, која ќе биде пораката која што ќе еве ти ќе ја упатиш кон нашите гледачки. Јас секогаш сум на страната на жените, јас секогаш навивам за жените. Само ќе посочам дека треба да веруваат во себе, треба да веруваат во сето она што го работат. Понекогаш целите изгледаат далечни, понекогаш на патиката кон тие цели има многу препреки. Некогаш некои работи изгледаат невозможни. На нашиот грб носиме многу нешта кои што треба да ги износиме и тоа е во нашата природа. Но ние имаме таа сила, ние го можеме тоа и знаеме дека на крајот на денот без нас и без нашата способност да бидеме мултитаскинг, ништо од тоа не би изгледало така. Затоа силата е во нас, ја имаме таа моќ и никогаш не треба да се откажуваат од своите соништа, затоа што соништата се за да бидат остварени, а секој од нас го носи тоа во себе. И ништо не треба да биде припрека за да го оствара тоа. И јас мислам дека
Секој од нас го има тоа во себе и знае да го направи. Иако понекогаш велите дека целиот свет ќе се сруши врз вас, ама па тоа не прави посилни. Тоа не прави посилни. Така, оно што нема да не убие, ќе не направи Така е. многу силни. Бојана, јас ќе ти посакам уште многу успеси во се што правиш, јас те следам од многу Ти одамна. благодарам, Вики. И ти се восхитувам, навистина е за почит се она што го правиш, како за семејството, така и за Ти благодарам. својата кариера. Ќе ти посакам да си ја носиш гордо твојата круна, има и благодарам. навистина зошто да да стои таму каде што е. Се надевам дека ќе се дружиме повторно во некое пубаво Сигурно. време за многу пубави поводи, многу пубави настани. Ќе ти се заблагодарам што ја прифати првично мојата покана и се гледаме за убави работи само. Вики, ти благодарам што ме покани, навистина ми е многу драго што сум во твојата емисија. Јас ти посакувам да не застануваш, да работиш на многу други телевизиски проекти. Ми е драго што си таква позитивна, весела, убава, паметна девојка и телевизиите ги збогатуваш со уште еден убав проект на кој што ни даваш на нас јавните личности да се промовираме. Поздрав до сите гледачи на ТВ Сонце, останете ми во добро здравје и сигурно се гледаме во наредна прилика. Почитувани, тоа беше Бојана Атанасовска Скендеровски. Се надевам дека со овој пријатен разговор успеавме да го задржиме вашето внимание. Ние се гледаме за 7 дена во истиот термин. До тогаш, бидете поздравени и чувајте го вашето здравје.